Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна од ова срце, што со себе води разговор ноќен во тревога бесна. Два конца парај од срцето, драги. Едниот црне, а другиот црвен. Едниот буди морничави таги, другиот копнеш и светол и стрвен. Блаже Конески, лингвист, поет, раскажувач, есеист, литературен историчар, полиглот, препејувач, педагог, е еден од најмаркантните личности на македонскиот 20 век. На поезијата и даде нов морален сензибилитет, зашто е еден од ретките творци кои ја обновија убавината на песната. Копајки по наслагите на историјата, бришејќи ја прашината од зборовите, Конески му подари на современото македонско творештво химничен запис за животот. Тој и даде јазик на својата епоха. Поезијата ја брише прашината од зборовите, синтагмите и речениците и го прави постојано свеж јазичниот пейзаж. Таа, по безброј водопади се прелива лескотни. Од срцата на старите, во срцата на децата, во обновата на колената. Ах, смисли ја безкрајноста на тоа течење. Во ракување јас говорам и за судбината на поетот во еден мал и обесправен народ, во немирно време, што освен силината на зборот бара и потврда во личната жртва. Јас говорам за Кочо Рацин и Коле Неделковски, наши непосредни претходници, на кои од минатото им подавале рака Миладинов, Жезифов и Првичев. Јас сум ги усвојувал во своето детство нашите народни песни, преданија и легенди на самиот извор. Конески е роден на 19 декември 1921 година во село Небрегово, Прилепско. Селските слики, легендите и преданијата, богатото усно творештво, кај поетот ќе останат доминантни и во неговите зрели творечки години. Уште како гимназијалец во Крагуевац, тој ќе ги напише првите литературни творби. Рика во мене маката дека сум роден во смачкано племе, ќе го објасни 18-годишникот својот порив. Тогаш ќе се запознае со делата на Есенин, Достоевски, Толстој, ќе се восхити од поезијата на Рацин. Во оригинал ќе ги исчита Пушкин, Мицкиевич, Гете, Хајне, Шилер. Многу млад го усовршил принципот на систематичност, што подоцна ќе биде пресудно при создавањето на азбуката, правописот, граматиката, лексиката, при официјалната кодификација на македонскиот литературен јазик. Во тој потфат пак ќе издигне и еден друг лозунг. Ние ништо не создаваме, ние само завршуваме. Затоа ќе нагласи. За нас, повеќе отколку за многу други во светот, јазикот представува со се што е на него создадено како говорен и пишуван текст, најголемо приближување до идеалната татковина. Тој е заправо единствена наша комплетна татковина. Родината, не спокој е таа, ниту езеро мирно. Судбата на животот наш е тврда. Верност бара напред кога не праќа, нападнатите по нашите распаќа, на самите нас, да најде веќе смисла жртвата. Славистика студира во Белград и во Софија, каде дипломира во декември 1944. Во Горно Врановци е вклучен во редакцијата Млад борец и го организира преведувачкото оделение при Агитпроп на Централниот комитет и главниот штаб. Учествува во подготовката на првите броеви на Нова Македонија, држи предавања за јазикот пред членовите на президиумот на АСНО.
По ослободувањето на Скопје доаѓа во главниот град и е назначен за член на Комисијата за јазик и правопис. Незадоволен од работата на нејзините членови, тој ја напушта, но подоцна го вклучуваат во новоназначената комисија. На 3 мај 1945 година Министерството за просвета го усвојува правописот што го подготвил Коневски, а делот за интерпункцијата Крум Тошев, иако на документот прв е потпишан Венко Марковски. Се раководев од тоа дека дефинитивниот облик на нашиот литературен јазик треба ние самите да го направиме, вели Коневски. Во јуни 1945 година во Софија првпат ја имал в раце книгата на Мисирков за македонските работи, за која веднаш напишал обширна статија. Како потомок на Мисирков, веднаш му одговара на софискиот професор Балан, кој уште во 1903 ги нападна за македонските работи со книгата Една македонска теорија. Коневски својата книга одговор ја нарече Една македонска книга. Во 1948 година тој решително ќе влезе во одбрана на самостојноста на јазикот, со обемната статија по повод најновиот напад на нашиот јазик, бранејќи ја наедно и македонската национална и културна посебност. Нашата литературна норма ја наложи плебисцитарно нашата дотогашна јазична практика, кодификацијата на Мисирков, пишаниот збор во периодот меѓу двете светски војни и во текот на НОБ, напиша Коневски. Она што го започна Мисирков кон крајот и почетокот на 20-тиот век, кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, го заврши, го заокружи Блаже Коневски во средината на векот. Тоа се, по моје длабоко убедување, 20 луѓе, македонци, што вникнаа најдлабоко во македонството. И мислам дека тоа е една голема идеја. Тоа е идеја само на луѓе што се визионери, луѓе што можат да видат и што има не до ридов, туку и зад ридот. Тие беа истовремено далеку, би рекол, од мнозина своји современици и по сваќањето за македонската државност и воопшто за формирањето, за етаблирањето на сите сегменти на она што се вика македонска национална култура. Бил лектор на Македонскиот народен театар, а за отворање на театарот со таа представа самиот го превел Платон Кречет. Оттаму оди во Министерството за просвета и паралелно со стручната работа, тој пишува за значењето на нашиот фолклор, за Охридската книжевна школа, за значењето на нашите знаменити просветители. Моите живи контакти со професорот Блаже Коневски се случија некаде во 1960 година, кога како студент на Филолошкиот факултет ги слушав неговите предавања. Не пропуштав нити еден час, зашто предавањата беа многу интересни. Целата генерација со почит се однесувавме кон него, немавме никакви проблеми ни со полагањето, така што тие студентски денови минуваа на вистина многу во позитивен однос и меѓу професорот и студентите, и меѓу студентите и професорот. Понатаму нашите контакти, кога веќе станав и асистент на Филолошкиот факултет во Скопје, стана многу почести, особено и заради проблематиката со која се занимаваше професорот покрај лингвистиката и јазикот, навлегувањето во сферите на литературата, во историјата на македонската книжевност, кога ги составуваше на вистина познатите ширум светот студии за Охридската книжевна школа, за Свети Климент Охридски, за канонизацијата на македонските светители, воопшто за Кирил и Методи. За својата научна работа Коневски е многу фален, но и напаѓан, отворено и подзаскриено, и дома и надвор. На некои им пречеше експонираноста негова, на други политичкиот контекст на тоа што го работеше. На сите нив им одговори со антологиската песна Молитва. Спаси ме, Боже, од болните луѓе што се накажани. Та не се криви. Нивната злоба умерено судија.
Самите од неа од вај се живи. Тие се мислат повикани да водат, како Мојсија и другите пророци, а самите не можат да се ослободат и влечат по себе ситни пороци. Дај, Господе, што помалку очите да им ги бодам, штом тие лево ќе фатат, јас десно да одам. Повикувајќи се и на познатите слависти Мазон, Вајан, Селишчев, Бернштейн, Малецки, Голомб, Фринта, Ланд, Кипарски, Фасмер, Славински, Јакобсон, Конески ги постави темелите на македонистиката. Може би јас сум последна генерација кој што имаше шанса да работам лично со него. И тој ми беше толку важна поддршка, иако тој бил академик, а јас бев прва година постдипломски студии, тој имаше време за мене. И ова голема човечество, ако можам тоа да кажам, е за мене најважно и голема чест е за мене. Во 1950 година го објавува македонскиот правопис со правописен речник, а 2 години подоцна првиот дел од граматиката на македонскиот јазик. Потем се редат за македонскиот литературен јазик, тритомниот речник на македонскиот јазик, историјата на македонскиот јазик. Блаже Конески ги постави културните рамки на македонскиот 20 век, поточно на неговата втора половина. Во таа смисла, Блаже Конески ги постави рамките на преведувањето, на начинот на преведување на македонски јазик, ја приопшти главните дела на светската култура и европската, потоа Блаже Конески ги постави рамките на македонскиот јазичен стандард, како во современоста, така и во минатото. Она што Блаже Конески го направи за современиот македонски јазик е општо познато, ќе споменам само граматиката, правописот заедно со Крум Тошев, и она што е особено значајно, ги постави рамките на историјата на македонскиот јазик од најстари времења до денес, и тоа е историјата на граматиката на македонскиот јазик, но и културната историја, односно историјата на македонскиот писмен јазик. Се што се случи потоа, се што се случува денеска, се движи во овие рамки, излегува од овие рамки, меѓутоа со назнака дека се работи за Блаже Конески. Конески е еден од основачите на филозофскиот факултет во Скопје и негов професор по повеќе предмети. Бил прв председател на МАНУ, ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, прв председател на Друштвото на писателите на Македонија, основач на студиите по македонистика на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и негов ректор. Неговиот придонес во развојот воопшто на македонистиката како наука која почнува од Македонија да се шири и надвор. Тука можам да го спомнам улогата негова во создавањето на семинарот за македонски јазик, кој веќе наполни 40 години и кој одигра мощна значајна улога за популаризацијата на македонскиот јазик надвор од Македонија, така што ние денес веќе имаме 12 лекторати на странски универзитети, а вкупно околу 30 универзитети во светот веќе имаат македонски јазик или македонска литература во своите програми. Бројот на универзитети кај кои индивидуално се изучува македонскиот јазик или се работи на научен план е уште поголем. Значи, нишката на идеи за прво за кодифицирање, па втемелување во образовниот систем, па популаризација во странство, сето тоа се врзува со името на Блаже Конески. Многу наши научни и културни институции почнуваат со Конески. Начело на Друштвото на писателите на Македонија е избран во 1947 година, кога е основано. Бил председател на Македонскиот Пен Центар, а во 1967 кога е основана Македонската академија на науките и уметностите, Конески е прв нејзин председател. Толку ми е чудно што сме живееле. Уште почудно што сме сакале. Може би сме сакале да го оправдаме чудото на живеењето, тоа чудно чудо, за да покажеме дека сме дораснати до она што, како тајна, заправо не ни припаѓа. Во 1945-та Конески ја објавува поемата Мостот, а во 48-та стихозбирката Земјата и љубовта. Натаму следат поетските книги, песни, Везилка, Стерна, Ракување, Записи, Стари и нови песни, Места и мигови, Чешмите, Послание, Средба во рајот, Црква, Златоврв,
Сеизмограф, Небесна река, Црновен, авторе и на есеистичките дела Јазикот на македонската народна поезија, Беседи и огледи, Македонскиот 19 век, Ликови и теми, Македонски места и теми, Светот на легендата и песната, за поезијата на Константин Миладинов, расказите Лозие и прозата Дневник по многу години. Пишувањето, според Конески, е како калемењето. Имаме дрвчиња, круши во Мариово, а имаме можност да ги калемиме. Ако се фати калемот, тоа значи дека сме постапиле добро. Ако не се фати, тогаш сме направиле еден опит, потребен, ама безрезултатен. Но песната црква покажа нешто друго. Нека е проклет часот кога ми кажа дека се урива црквата во Небрегово. 1000 тажачки како да почна да се гласат и да тажат во мене тогаш како темно подземје да излего. На самото моje детство, значи, последните жилки му се ништат. И еве се копачи и мојот најдлабок корен. А како да сум го предусетил тоа, одамна во мене неспокојства тиштат и одамна сум морен. И не таа мала црква со наивно насликан пекол, со ѓаволи што го поганат ваганот на бајачката, ами самата моја снага се рони, би рекол, за да одекнува во урнатините плачка. Таа песна подоцна ја спаси црквата. Пишувањето поезија е една неминовна духовна манифестација. Треба да й се дозволи таа да си расне како лебот што си расне, а не да се подчинува на некои догми, да биде создавана само како илустрација на некоја теза, пишува Конески. Но и една друга максима афирмира тој. Чувај го зборот добро врзан, како необучен конј што знае да каса, да клоца, да мава. Чувај го, зашто ако го пуштиш така разоглавен по чаирите, кој знае која луда глава ќе посака да го јава. Блаже Конески е не само втемелувач на македонскиот јазик. Блаже Конески не е само познат по тоа што ја создаде граматиката на македонскиот јазик, по тоа што ја создаде историјата на тој јазик, по тоа што ја создаде фонологијата на македонскиот јазик. Се капитални дела кои некои се појавија за прв пат во странство, туку и по многу синтетички студии во кои морфолошки и фонолошки е обработен и синтаксички обработен нашиот јазик. Но Блаже Коневски е истовремено и личност во која се огледува духовниот континуитет на овој народ. Тој е можеби еден од најдобрите, ако не и најдобриот читач на македонската духовна вертикала цел еден милениум. Никој подлабоко не нурнал во делото на Климент Охридски, во делото на Константин и Димитар Миладинов, во делото на Марко Цепенков, во делото на Кузман Шапкарев, македонските учебникари, во делото на Джинот, во делото на Рацин, во делото на бројни луѓе кои го проследувале македонскиот духовен историски континуитет. Од сите тоа паметиме многу работи кои ни ги остави Коневски. И тоа се работи кои ќе трајат, се дури трае овој јазик и се дури трае генезата на тој јазик. Конески е прогласен за член на Академијата на науките и уметностите во Загреб, Белград, Сараево, Чикаго, Лоѓ и Москва. За својата стручна работа и литературна дејност одликуване со врвни домашни и светски признанија. 11. октомври, браќа Миладиновци, Ацо Шопов, Хердеровата награда, Негошевата награда, наградата на Авној, Златен венец на Струшките вечери на поезијата, Скендер Куленовиќ, награда на Сојузот на писателите на СССР, награда за книжевен опус на Мисла,
Рациновото признание, 13 ноември. Блаже Конески почина на 7 декември 1993 година. Но и последната негова песна пак е осмислување на животот, како што многу рано, уште во 1946-та, со уште недефинирана поетика, го напиша тешкото. И еве кај иде од маглата матна, се сенка до сенка, се еден до друг. Во бескрајно оро, син оди по татка, по деда си внук.